Добро утро, почитувани слушатели на Лидер FM 8 часот и 18 минути. Време е за нашиот гостин во утринскиот подкаст на Радио Лидер. Мој гостин ова утро е пратеникот Антонио Милошовски, опозицијски пратеник и вчера според тврдењата на Каракачанов бугарски државјанин. Добро утро. Добро утро. Добро утро на сите, од Антонио Милошовски, државјанин на Република Македонија, но мета на некои луѓе кои што немаат паметна работа и проекти, па шират некои дезинформации. Но како и да е, навикнати сме на тоа долго време човек да биде напаѓан ад хоминем кога се немаат други аргументи. И гледам дека вчера тоа беше и обидот на Каракачанов да фрли некоја гума за спасување на... Видов дека дури некои од провладините медиуми ве ставија сите со бугарски пасош до вашата слика. Па, видете, тоа е кога сте хибриден режим, заглавен на 111-то место по корупција, кога сте фатени со фантомска фирма од Хонг Конг со тројца вработени, а сакате набавите 200.000 вакцини од Синофарм и Кина ви го враќа авансот, кога генералниот секретар на влада сам си купува своји произведени софтвери, кога една жена, за жал без некој повисок статус или конекција во општеството, дебар, настрадува во струга и ваѓаат органи, бубрези, матка и слично и нема кому да се пожали, некој не е одговорен, тогаш нормално е дека во таков хибриден режим пиарот на владата се труди да го дефокусира внимание. Значи немате бугарски пасош, ниту вие, ниту другите пратеници на Ние еден пратеник од ВМРО-ДПМН и ние во текот на овие ден-два до собранието како пратеничка група на ВМРО-ДПМН ќе поднесеме еден амандман кој што ќе се однесува на законот за пратеници, законот за избори и каде што ќе пишува дека кандидат за пратеник во собранието на Република Македонија може да биде лице кое што има само државјанство на Република Македонија и нема ниедно друго двојно државјанство. Така што да видиме кој ќе биде за и кој ќе биде против, за да се покаже и ликот и опачината на целова Тоа е лицемерие. ракавицата која вие ја фрлате на овој спин. Па да, токму така, и мислам дека тоа е и во согласност, условно да речем, како една паралела на оној услов кој што е поставен за да бидеш амбасадор на Република Македонија. За да бидеш амбасадор на Македонија, треба да бидеш само државјанин на Македонија и така би сакале да го направиме тоа услов и за пратеник. За да бидеш пратеник, да бидеш само државјанин на Македонија, без да имаш било каква облигација кон друга странска држава, и ВМРО-ДПМН ќе го изготви тој краток амандман и ќе застанеме за тој предлог. Се надеваме дека и владачката коалиција, СДСМ-ДУ и другите ќе го поддржат ова и ќе стане услов од следните избори. Во ред, ова е навистина нешто ново. Ова е една нова практика, дури јас мислам дека ова треба да се пренеси на ниво на функционери во владата, во безбедносните служби воопшто да не говориме, таму е навистина важно да се биде само државјанин на Македонија. За безбедносните служби мислам дека веќе се практикува, иако не е стриктно пишано правило, но според мој во на безбедносна проверка што ја прават. Да, во безбедносна проверка што ја прават, без разлика дали агенција за разузнавање или АНБ или нешто друго, мислам дека таму веќе се практикува кај нивните раководни структури. Но она што кажавте, доколку ова помине во собрание како услов за кандидат за пратеник, тогаш би било сосема логично да се преслика и на други високи државни позиции, како што е член на влада или нешто слично. Милошевски, освен ова, која беше обидот за спин кој вие го опишавте, вчера тема на денот беше и она одлука на Европската унија да даде помош за државите со справување со ковид кризата. Помош доби Србија, помош доби Албанија, помош доби Хрватска, помош доби дури една Германија, помош добија и голем број на развиени европски земји, од тој централен европски Австрија, Франција. Сега,
Министерот за надворешни работи Никола Димитров вчера излезе со тврдење дека нас не ни дале помош затоа што ние многу добро сме ги менаџирале парите и од Европската унија ни дале одлучиле дека овие се толку добри, ние нема потреба да им помагаме. Ова впрочем е втор пример во кој ние сме подобри од Германија. Германија се откажа од пописот и кажа дека за време на пандемија не е способна да го одржи, ние не се откажав. Значи Германија е помалку способна од Македонија да спроведе попис. Германија е помалку способна од Македонија да се справи со ковид пандемијата, па мора таму некој од Европа неа да ја помага. Ние сме позитивен пример. Зошто толку многу вие ја критикувате владата? Па ова да не беше трагично, ќе беше навистина смешен изговор од страна на вице-премиерот за евроинтеграција Никола Димитров, поранешниот министер за надворешни работи, кој што очигледно во обид да ја релативизира оваа, би рекол, непријатна вест од Брисел, се обиде да каже колку Македонија била успешна во справувањето со пандемијата. Јас ќе одам по редослед. Прво, Европската унија уште во март минатата година објави дека ќе има еден солидарен фонд. И од тој солидарен фонд ќе можат да се надоместат одредени трошоци направени од земји членки на ЕУ, не од земји кандидати за членство, поврзани со справувањето со пандемијата. Тој солидарен фонд изнесуваше 530 милиони евра, од кои што гледаме дека Србија добила 12 милиони евра, Хрватска добила 7,5 милиони евра, Албанија добила 1 милион евра, Македонија добила 0 евра. Косово добива 0 евра и Босна добива 0 евра. Првиот обид на владата да релативизира беше дека ние успешно се справуваме, но од друга страна имавме една изјава од Европската комисија дека Македонија воопшто не ни аплицирала, го пропуштила рокот на 24 јуни. Зошто го пропуштиле според вас една анализа? Па претпоставувам според мене затоа што во јуни минатата година на владата приоритет и беа изборите и делењето на пакети со салама и макарони. Наместо да им бидат приоритет мерките со кои што може да им помогнат на болниците, на пациентите и на целата држава. Потоа второто објаснување од страна на владата е дека и тоа на еден, би рекол, подбивачки начин иронизира поранешниот министер за диаспора Едмонд Адеми, кој што вика, знаете, не треба да се прави голема драма од ова. Македонија не потрошила 30 милиони евра, доколку потрошила 30 милиони евра на пандемијата, тогаш ще се квалификувала за помош од Европската унија. Но прашањето е зошто македонските власти не биле способни да вложат 30 милиони евра во борба против пандемијата. Што значи тоа? Ако Македонија потрошила само 8 милиони евра, а не потрошила 30, тоа значи дека Македонија 4 пати помалку се обидела да понуди добри, здравствени, квалитетни и економски услуги за граѓаните. Македонија требало во март, април, мај, јуни минатата година, наместо да дели владата пакети со салама и макарони, да купи 20 амбулантни возила, да купи респиратори, да купи апарати за кислородна поддршка, да направи доопремување и обука на болниците и здравствениот персонал, да им купи на здравствените работници скафандери, заштитна оправа што ја купуваа сами, да инвестира во бесплатни тестови за постарите луѓе од 60 години, тестови за COVID, да им подели маски на постарите луѓе, бесплатни, да им подели С витамин, цинк или други суплементи што ќе им помогнат во борба со оваа пандемија. Што друго цела програма им напишавте. Македонија треба неколку точки. И со таквото действување, доколку владата била спремна, способна и желна да се вложи во борбата со пандемијата, Македонија ќе имаше помалку жртви, Македонија ќе спасеше многу повеќе од економијата и немаше да биде во ваков економски колапс како што е денес, и трето, Македонија ќе можеше да добие за дел од тој влог и повратни средства од Европската унија. Ова само покажува колку власта е неспособна. А приказната дека Македонија била подобра од Австрија, од Хрватска, од Србија или од Германија во справувањето со пандемијата е навистина во моментов
невкусна шега кога имаме над 3250 мртви и кога имаме може би едноставно ние не можеме да влеземе во улогата на господинот Димитров. Сепак тој функционира во еден поразличен систем од нас обичните смртници. Тој, например, неговата ќерка се школува во странство со државни пари. Има свој возач, има убав, весел живот, за него работите не се така црни како што се за нас обичните луѓе во Македонија. Веројатно и јас и вие, како луѓе кои работиме на јавна работа, вие сте пратеник, јас сум новинар, веројатно и ние можеби малку подобро живееме од еден просечен македонец. Но Димитров е целосно алиениран од обичниот живот во Македонија и во неговиот свет. Тој можеби навистина подобро живее споредбено со еден министер, вице-премиер во Германија. Вчерашното правдање на владата и особено на вице-премиерот Димитров покажува дека владата изгубила контакт со реалноста. Владините министри се гледа дека одамна не биле во положба на обичниот граѓанин, кој што дневно се соочува со големи економски проблеми, со проблем како да се помине месецот, да се платат сметките, со проблем како да се добијат здравствени, навремени и ефикасни здравствени услуги, и со проблемот на граѓаните како да се најде перспектива за секое семејство. И затоа сметам дека власта со овој, би рекол, сигнал од Европската Унија, дека не добила никаква помош од ЕУ, само ја покажува прво својата неспособност и второ покажува колку македонската владина елита е одделена од секојдневните проблеми на граѓаните. За жал. За разлика од нив, пак ќе напоменам, Хрватска, Србија, Црна Албанија покажа дека сепак можеле да одработат и да добијат одредени средства. Вие сте биле министер, сте биле член на владата. Веројатно сте биле во слична позиција на мок и на сила, дури можеби и поголема, затоа што ВМРО-ДПМН навистина имаше огромно мнозинство тогаш од еден Никола Димитров. Сте биле во таа позиција, еве како човек, како индивидуа, зошто во тој момент како гледавте на обичниот човек? Дали вие верувавте дека тој живее далеку подобро од тоа што навистина живее и како од позиција на моќ, од позиција на функција гледавте на обичниот човек? Тоа ми е навистина важно да го знам, затоа што веројатно ви се менува психологијата кога стапувате на функција. Па видете, точно е дека се поинакви околности, но во секој случај тоа што беше наш приоритет на цел владен тим беше како да донесеме инвестиција плюс во Република Македонија. Значи, како да го зголемиме бројот на вработени. Најголем интерес имаше за Скопје, за слободната економска зона, но политиката на владата беше како да успееме некој странски инвеститор сепак да се одлучи и за Прилеп, и за Кичево, и за Кавадарци, Неготино, и за Велес, и за други места. И мислам дека во тоа се успеа да се диспрезираат и тие странски инвестиции кои што денес во оваа економска криза се можеби и еден од најголемите носители на економската активност во државата. И втората работа, она што често го правевме и тогаш и сега, за да се задржи контактот со реалноста, е чести трибини и средби со граѓани, без разлика на големината на населеното место. Дали е тоа Чешиново, Блешево, дали е Охрид, дали е Битола, дали е Могила или Новаци, seедно, во еден редовен термин или календар, најмалку еднаш месечно или на 2 месеци, да се одржуваат такви трибини, за да може лично од граѓаните да видите кои проблеми се најактуелни во нивното секојдневие, за да нивните приоритети станат и дел од вашите приоритети и програма за работа. Кога сме кај странските инвестиции, соседна Србија успеа да обезбеди Синофарм, кинеската компанија која произведува вакцини, да отвори фабрика во Србија каде што ќе се произведуваат вакцини. Во исто време, ние
Со Синофарм имаме скандал, дека кој го објави италијанскиот весник Лаверита, во кој скандал јасно се гледа дека некој сакал преку Хонг Конг да пере пари и на таков начин да ги набавува вакцините за да земе дебела провизија. Според буџетот и бројот на вакцините, тоа успеавме да го пресметаме овде. Ако цената за една вакцина е околу $30, нашата влада преку таа фантомска компанија од Хонг Конг сакала да плати 60, односно $30 од една вакцина да завршат во непознат правец. Тоа би значило дека некој би се збогатил за десетици милиони евра преку набавката на овие кинески вакцини. Ова е суштината на сето тоа. Знаете, ние сега гледаме Хонг Конг, малку е тешко, луѓето не го разбират, но суштината е дека некој сакал пола од парите за вакцини да ги украде. Тоа го пресретнале кинезите, затоа што ќе се создаде на крај слика дека нивните вакцини се поскапи од што се, а од државна политика на Кина е дека ние имаме најевтини вакцини и најдостапни вакцини, и токму затоа кинезите нели го стопираат овој процес и ги враќаат парите на владата за аванс. Овде имаме две паралели. Едниот пример е Вучич и владата на Србија, кои што покажуваат како во криза треба да се однесува една држава. И имаме друг пример, владата во Македонија, министерот Филипче, премиерот Заев, една влада која што покажува како не треба да се постапува во една ваква криза. За разлика од Србија, која што навремено набавува вакцини и помага дури и во регионот, даде одредена помош и за Македонија, владата во Македонија, ако се сеќавате, уште од декември па до ден денес, само лицитира со датумот дека вакцините само што не стигнале. Ние имавме изјава на Заев кој што кажа дека вакцините ќе стигнат во јануари. Потоа имавме изјава на Филипче кој што кажа дека до крајот на февруари добиваме Pfizer вакцини. Потоа повторно имавме изјава од Заев кој што кажува дека ние до после кинеска нова година, кога и да беше таа нова година, добиваме кинески вакцини. И додека Заев тврдеше дека тој нема намера да набавува некакви вакцини од истокот, мислејќи на кинеските и руските, со едно смешно образложение за геополитика во вакви здравствени пандемични услови, во истиот момент Заев и Филипче испраќале писма до оваа фантом фирма во Хонг Конг, за која што уште еднаш апелираме до јавното обвинителство да ги истражи сите предмети и сите писма на Министерството за здравство со фирмата од Хонг Конг. Антикорупцијска ово утро објави дека тие ќе го преземат случајот во свој раце. Тоа е добар почеток, затоа што вие не можете фирма само така, току така да ја ставите официјално во писмо. Вие мора да сте сретнале некого, мора да сте виделе некого. Министерот Филипче сигурно имал средба со некој од оваа фантом фирма. Добро, и сигурно имал некој преддоговор. Очигледно е. И оваа фирма, според јавно достапни информации, има само тројца вработени. Регистрирана била во Самоа 2007 година, била дел од аферата Panama Papers, ако се сеќавате тоа перење на пари, даночни рајави и слично, и потоа се префрла 2017 година во септември во Хонг Конг. Значи се гледа дека се работи за фирма Печат, преку која само поменуваат некои трансакции за одредени провизии. Јас ке фрламе на ракавица, властите нека истражат дали на можеби позади таа фирма стои еден човек кој се нарекува Стојан и живее во Прага и е добар пријател на министерот Венко Филипче и до пред некоја година шеташе од институција во институција во здравствениот сектор и се представуваше како крал на тендерите во тој сектор. Може би е тој, може би е некој друг, времето ќе покаже. Во исто време еве, додека ние говориме, стигна уште едно ветување за вакцини. Последно ветување е дека до крајот на месецов се очекува да пристигнат околу 40.000 дози од Pfizer и AstraZeneca, со што ќе стартува и масовната имунизација на населението. Некако кај нас на крајот на месецов се представи како временска рамка. Јас сеќавам како работник
долго време ни доцнеле плати во сите компании во кои сум работел, такви биле економските ситуации во новинарството и секогаш ни велеле кога ни доцнат плати до крајот на месецот ќе биде. И обично не било до крајот на месецов, па така и ова. Знаете што е проблемот со ова поигрување, би рекол, и неодговорност на владата? Проблемот е што закаснувањето во набавката на вакцини носи две големи штети. Едната штета е ризикот по јавното здравје, кој што многу луѓе го плаќаат со доживотни здравствени последици, а некои за жал и со губење на животот во ваквата пандемија. Македонија за жал е рекордер по смртност на 1 милион жители. И втората голема штета е економската штета. Кога вие имате закаснување со имунизација, вие го пролонгирате економскиот шок за стопанството. Што значи тоа? Коментарот вчерашен на министерот Филипче дека тие не знаеле и се потрудиле, одбрале некој алтернативен погрешен пат и оделе преку фантом фирма која ги продава дупло поскапо, која бара провизија за да ви продаде или договара провизија за да ви продаде. И провизијата, да повтораме, двојна. И тоа што значи? Може да сгреши обичен човек, може да сгреши некое вчера основано трговско друштво кое што нема искуство. Не може да сгреши држава. Вие го знаете начинот на кој што Србија набавила вакцини, го знаете начинот на кој што Грција набавила вакцини, Полска, Европска унија, Албанија, кои да се други. Вие не можете да кажете дека сте сгрешиле. Ако е вистина она што го тврди Филипче дека тие сгрешиле во патот на набавка на вакцини, тоа е доволна причина за негова оставка. Да, но колку милиони евра нас би не чинела нивната грешка? Не само милиони евра, би не чинела многу милиони евра, но и колку животи и економска штета Македонија ја чини оваа грешка што од декември до средината на март државата си играла трка по провизија наместо трка по вакцини, а во меѓувреме имаме вакви здравствени и економски штети. Затоа мислам во Црнагора, да ви напоменам, новата влада во Црнагора беше сега пред 3 месеци формирана. Значи таа е најмладата. Едва ја формира. Да, најмладата влада. Црнагора успеа како нова влада да набави побрзо вакцини отколку Македонија, и второ, новата министерка за здравство на Црнагора поднесе кривична пријава против претходниот министер за здравство за загрозување на јавното здравје со недејствување. Ова недејствување на Филипче, ово грешен пат, како што вика тој, неуспехот преку фантом фирмата да набават фирми, тоа е загрозување на јавното здравје со недејствување, со погрешни чекори. Затоа некои луѓе платиле животи. Ако Македонија почнела вакцинација во декември, во јануари, ние можеби денес немаше да имаме 3250 мртви. Можеби ќе спасевме 200, 300 или 400 животи. Она што е во овој момент прашање од највисок интерес е тоа што значи ова пролонгирање нели на вакцинацијата. Според оние анализи на Економист, кои ние веќе неколку пати ги промовиравме во овој утрински подкаст, прогнозите се дека Македонија ќе излезе од ковид кризата во 2024 година. Тоа значи дека македонската економија ќе може да се врати на нивото од претходно на производство, на работа, на трговија и на се. Агонијата ќе трае предолго. Во 2024-та. Но тие податоци беа ставени врз база на статистика добиена пред да почне самата вакцинација. Сега ние кога сме убедливо на светското дно во вакцинацијата, кога Мијанмар, земја со граѓанска војна, е пред нас, тоа значи дека и 2024 во овој момент е оптимистичка варијанта. Јас и друго, кога го спомнавме сега Економист, баш вчера вечер излезе еден текст, го прочитав и тој, Економист пишува за пандемијата и за пописите во Европа. И мислам дека и тоа е исто така битно прашање, но еве да одам прво со економијата. Сметам дека оваа година, за жал, заради ваквото несовесно и ненавремено постапување на власта, неуспехот од Европската унија да се добие помош и немањето концепт за интервенции во здравството и во капиталните инвестиции во стопанството, мислам дека оваа година ќе биде потешка од претходната.
според мене, доколку оваа влада продолжи на ваков неспособен начин да работи. И втора работа, она што Економист го пишува за Хрватска, за Србија, за Бугарија, но и за многу други европски земји, како Германија, Ирска, Чешка и слично. Напишано е дека со право многу од овие земји го поместиле за неколку месеци или го одложиле пописот на населението во нивните земји. Се работи за сериозни држави. Се работи за Германија, се работи за наши соседи како Србија и Бугарија, се работи за Шкотска, за Ирска, за многу други земји, кои што, гледајќи го размерот на пандемијата, не сакаат да ги доведат во здравствен ризик своите граѓани преку теренска операција за попис на население. Затоа нашиот предлог е, нели, Заев тоа го тврди, Ахмети тоа го збори од време на време, треба за нешто да се обединиме, треба за нешто да имаме заеднички став. Нашето чувство е дека голем дел од граѓаните, посебно повозрастната популација, но исто така и тие кои што имаат помали деца, се прилично загрижени како треба да дозволат влез на попишувач кој што не е вакциниран и кој што претходно поминал 7, 8 или 10 домови пред да влезе во вашиот дом. И затоа сметаме дека треба да се даде предност на вакцинацијата и на здравјето на населението, а пописот да се помести за септември оваа година. Видовме сега воведуваат карантин, нешто што е навистина фрустрирачки за огромен дел од популацијата, фрустрирачки и за нас. Еве ние, затоа што сме медиум, а медиум има потреба од 24 часа работно време, имаме луѓе кои треба да бидат тука и втора смена и трета смена. Вчера пративме до агенцијата до Министерството за администрација, нели, да ни издадат дозволи за нашите вработени, да може навечер да работат, да си го обавуваат она, нели, за што добиваат плата. Вчера го направивме тоа утрото, сега е 8 часот и 45 минути, ние се уште не сме ги добиле тие дозволи од агенцијата, од Министерството за администрација и информатички технологии. Сега, во исто време, имаме ситуација во која ние ќе имаме попис, а навечер не затвараат во карантин. Која е поентата? Вие да ги затварате луѓето во карантин, а преку ковид пренесен од попишувачите да правите колективен имунитет во исто време. Според мене, во вакви услови, добро е човек да се потсети на изјавата на новиот народен правобранител, кој што претходно беше и кандидат за премиер, Насер Зибери, кој што во едно интервју за ТВ Сител кажа дека тој смета, како народен правобранител, дека пописот на населението е битна и важна операција, но дека здравјето на населението има приоритет. И затоа мислам дека во овој момент приоритет треба да се даде на здравствената грижа на населението. Во следниве неколку месеци државата нека направи напори, нека донесе вакцини, се разбира ако е можно без провизија, нека се вакцинира поголем дел од населението, нека се вакцинираат попишувачите кои што ќе одат на терен и на таков начин луѓето да ги направиме посигурни и поспокојни дека пописот нема да биде операција која што ќе значи создавање на нови кластери. И по однос на господинот Заев, ако тој има некаква обврска кон Ахмети, ако пописот е коалиционен договор, ако Заев е заложник на Ахмети, тогаш не мора здравјето на граѓаните да биде заложник на тие коалициони договори. И сметам дека е сосема разумно да се следат примерите на Германија, на Србија, на Бугарија, на Хрватска и пописот да се помести за неколку месеци, кога ќе се создадат подобри здравствени услови за истиот да се одржи. Ние постојано слушаме критики од страна на ВМРО-ДПМН и тоа ви е нормално работа како опозиција, но некако морам да признаам дека се хаска во оној дел на нудење на решенија. Што правите во однос на тоа? На која тема? За било која тема. Еве, например, имаме тема попис. Да. Очекувано е затоа што во овој момент не може да се одржи попис, вие да критикувате, но во исто време исто така факт е дека додека ВМРО-ДПМН беше на власт, беше прекинат пописот
И господинот Груевски јавно еднаш кажа зошто е прекинат тој попис, за да не се направи кривично дело и погрешна слика, но од вас еве, она што јас го очекувам е од вие како опозиција да кажете каков попис ќе спроведете вие доколку утре се случи по некакво чудо да дојдете на власт. Видите, ние во моментов ја диагностицираме состојбата и проблемот со кој што се соочува пописната операција, но нудиме и решение. Нашето решение е едноставно. Одложување на пописот за време во кое што ќе може да се изврши имунизација на попишувачите и на поголем дел од населението, и второ, во меѓувреме ќе се случи набавката и за локалните избори на оние уреди за оставање на оттисок и теренскиот попис може на таков начин да биде и поверодостоен и попрецизен, доколку освен моето лично сведоштво, јас како попишувач вам ви земам и оттисок од вашиот за да не може подоцна два пати да се. За да не може да има двојни, тројни манипулации и така натаму. И за да не може, знаете, јас ќе влезам во вашиот дом, кога ќе излезам од вашиот дом, попишувачот треба да оцени дали внатре имало двајца луѓе или имало двајца луѓе со плюс четворица луѓе кои што работат во странство и дали ќе подпише 6 мина или 20. Но сметам дека користењето на овие уреди ќе ја зголеми довербата во статистичката операција, ќе ја направи бројката поверодостојна, а кога и вие имате веродостојна бројка за општините, за населението и за државата, тогаш вие имате и правилни податоци за да креирате политики. Така што тоа е нашето понудено решение. Видовме дека сега веќе корумпираното специјално јавно обвинителство поднесе, ако не се лажам, и обвинение за тој прекинат попис кој беше во време на ВМРО ДПМН. Обвинението беше против Никола Груевски и против Али Ахмети затоа што се договориле да го одложат тој попис, односно да го прекинат. Сега веќе е повлечено тоа обвинение. Вие веројатно многу подобро од сите нас знаете зошто беше прекинат тој попис. Затоа што имаше несогласување околу примената на методологијата на терен кај теренските попишувачи. Каде беше тоа несогласување? Несогласувањето беше за тоа кој е жител. Значи, имаше попишувачи кои што сметаа дека е доволно копија од лична карта или пасош да ви покаже некој за вие да запишете дека во таа куќа има плюс еден жител. А другите попишувачи кои според мене професионално ги следаа правилата на Евростат и на Обединетите нации е да има присуство, живеалиште, посочената личност и да е лично присутен во земјата за да може да биде попишан како жител. Бидејќи ако вие живеете во Америка или во Хрватска или во Австрија 2 години, без разлика дали сте во Виена или сте во Њу Џерси, вие не можете да бидете попишан како жител на Велес. А ако сте тука, тогаш совршено ве разбирам. Сега, споредбено со тогаш, актуелниот попис по кој принцип ќе се одвива? По оној принцип дека само со исказ, односно со копија од лична карта може да се попише некој, или ќе мора тој да биде навистина присутен таму? Според методологијата што ние ја видовме и она што беше вметнато во законот, пишува дека лица блиски на лицето кое што го познаваат, ќе можат за истото да дадат податоци, што не се совпаѓа со европските стандарди. Кривично дело. Мојот матичен број можам само јас да го дадам, Милошевски. И вашата вероисповед, и вашата националност, и што е да е, тоа е личен, приватен, интимен податок кој што треба да го даде само лицето на кое што се однесува доколку е полнолетно. Доколку се работи за штитеници или за малолетни лица, тогаш може да го даде и неговиот родител. Тоа значи да бидеме пак концизни и прецизни, дека фалсификатот кој беше спречен со прекинувањето на пописот во 2011 година, сега ќе се реализира. Првенствено, тоа значи дека во вакви услови на пандемија, јас прво тоа би го истакнал, ќе се зголеми здравствениот ризик за секој присутен жител. Но во однос на бројките. И второто, бројките со ваква методологија има голем ризик да не бидат веродостојни. Значи, со ваква методологија
вие можете од населено место кое што реално брои 150 жители, населеното место да го представите како населено место во кое што живеат 500 жители. И тоа е неверодостојна бројка. Ако вие утре станете градоначалник на некоја општина и треба за тоа населено место од 150 жители да проектирате некаков план, образовен, здравствен, инфраструктурен или друг, имате бројка дека тоа место брои 500 жители, а не е веродостојна, во реалност е 150, вие ќе имате грешни проекти и грешна политика. Во однос на ова прашање, мора да бидеме концизни до крај, да кажеме дека ова потреба некој да креира бројки на овој попис е од една единствена причина, затоа што ние во Уставот, благодарение на рамковниот договор, имаме етнички квоти. Дали сметате дека укинувањето на овие проценти, овие квоти во однос на тоа колку посто треба во која општина да бидат за да имаат албански јазик, колку посто треба да имаат за да имаат толку проценти во администрација. Дали мислите дека укинувањето на овие процентуални квоти и јавното кажување толку посто треба да бидат, нели, од малцинства, толку посто треба да бидат од мнозинство, толку посто албанци, толку посто македонци, доколку се укинат оние квоти кои не се кажува дека треба да бидат албанци, туку најмалку 20% и така натаму, доколку се укине, се тргне тој дел од уставот, многу полесно ќе се намали потребата да се фалсификува еден потпис. Според мене тешко би одело менување на уставот, но во секој случај доколку не оповеруваат веќе етничките квоти. Сакам да кажам дека зборам реално, во самото собрание тешко е да изведете смена на уставот за било која тема. Но од друга страна, доколку квотите бидат секундарни, а на квалитетот му се придаде првенствено значење, без разлика дали станува збор за вработување во царина, во полиција, во АРМ или во некои други институции, тогаш и државата и администрацијата ќе добијат на квалитет. И според мене на таков начин квалитетот на администрацијата ќе пружа и по квалитетни услуги на сите граѓани. Ако вие одите со квоти се уште, тогаш се уште ќе има таква етнополитичка сегрегација, која што, гледате дека дури таквите принципи некои луѓе наоѓаат начин како да ги заобиколат. Ние имавме во медиумите излезено примери каде што македонци се запишале како турци, албанци, роми, срби и друго, за да добијат некое вработување во одредена државна институција и обратно, албанци, турци, роми се запишале како македонци, срби, власи или слично, за да влезат во некоја квота каде што таа институција ја определила во самиот оглас и се гледа дека е нефункционално. Мислам дека Македонија треба, доколку сака да биде позрело општество, да му даде примат на квалитетот во овој дел, во сите области, без разлика дали станува збор за администрација, без разлика дали станува збор за дипломатија, без разлика дали станува збор за амбасадори и слично, треба да се одбере најквалитетниот кадар во моментот. И тука би се осврнал сега и кратко на дипломатијата во изминатиот период и би го искоментирал тој актуелен случај кој што не е врзан со квоти, повеќе би рекол е врзан со политика, но не дава добар пример за Македонија, а тоа беше примерот со номинацијата на Фрчковски за амбасадор во Вашингтон. И ние гледаме дека Министерството за надворешни работи и владата на Република Македонија доживеа прво да нема 3 години амбасадор во Вашингтон, што само по себе е голем пропуст за Македонија во најважното дипломатско место да немаш амбасадор, и второ, номинираат за амбасадор човек кој што после кратко време после номинацијата стигнува вербална порака по дипломатски канали од Вашингтон дека истиот го сметаат за неподобен за амбасадор. Први ја објавивте оваа информација на социјалните мрежи. Од каде ви дојде? Од дипломатски извори кои што се ангажирани во македонската дипломатија, кои што споделија едно такво сознание дека добронамерна сугестија стигнала од високи дипломатски кругови во Вашингтон, кои сметаат дека господинот Љубомир
Фрчковски не е соодветен, не е подобен да биде амбасадор во Соединетите Американски држави. И сметам дека е тоа голем сигнал, за жал и голема бламажа за владата и за македонската дипломатија, и мислам дека владата не смеела да си дозволи да оди со таква номинација пред истата да ја провери. Може ли претходно, ако сака да му направат услуга? Важи за еден од проамериканските политичари во Македонија. Важи за оној кој сите нас ме обвинува дека ние сме биле под руско влијание, под кинеско влијание. Љубомир Фрчковски важи за еден кој лови вештерки во македонското општество во однос на тоа кој помалку е американец, од колку и сега на крај него Америка да го одбие. Видете, има разлика помеѓу зборовите и делата на секој, еве би рекол, кандидат за амбасадор или дипломат. Она што го зборел или она што навистина го правил. Ако некој од помладите генерации можеби подзаборавил, посериозни држави како Америка имаат подолга архивска меморија што се случуваше кога беа санкциите против Србија, што се случуваше со шверцови со нафта, фришопови и слично, што се случуваше по однос на загрозување на правата на човекот со следење, прислушкување, подпишување на лични наредби за такви случаи, без разлика кои биле тие неистомисленици, дали биле членови на опозиција, дали биле албанци, македонци и слично. Фрчковски тоа го правил. И тоа не се работи кои се совпаѓаат со вредностите на општеството, кое што треба единствено јас можам да го проанализирам како разумна причина зашто Фрчковски го изгубил правото да биде амбасадор во Америка, едно тврдење кое го има новинарот Љубомир Гајдов, кој беше активен токму во времето на атентатот на Киро Глигоров, кој јавно кажа во интервју за Фокус, потоа и на промоцијата на книгата на господинот Стојан Андов, дека Љубомир Данилов Фрчковски е еден од учесниците во атентатот на поранешниот, сега веќе покоен председател Киро Глигоров, и дека тоа нему му го кажал раководителот на FBI кој бил ангажиран на истрагата за атентатот. Ова го тврди Гајдов. Да. Не можеме да кажеме дека е точно или дека не е точно, но тој вели, директорот ми го кажува и со име и презиме, мислам, вели дека ми кажам тогаш и тогаш на средба дека по нивните анализи по се изгледа стои овој човек. Најчесто државите кои што треба да бидат домаќини на некој кандидат за амбасадор, пред да дадат агреман, проверуваат две клучни работи, а тоа е дали зад кандидатот за амбасадор постојат некакви безбедносни афери, условно кажано, соработка со служби кои што не се пријателски кон нив, вакви некои безбедносни афери кои што се однесувале на оваа споменатата со атентатот на покојниот Киро Глигоров и слично, и ги истражуваат исто така и можните коруптивни афери. И затоа ги споменав тука можниот шверц со нафта, со фришопови и слично за време на ембаргото кон Србија. И во поскоро време не треба да заборавиме дека семејството на споменатиот кандидат и неговата сопруга исто така беа многу ангажирани околу заштитата на Катица Јанева во процесот Рекет, и веројатно тука дадоа свој придонес во менаџирањето на овој голем коруптивен скандал со рекетирање на многу стопанственици. Не само тоа, тој има син на раководна позиција во едно предпријатие за кого има неколку сериозни корупцијски афери нерасчистени до ден денес. Тоа не знам дали се оди толку длабоко во било какво сондирање и дали, да речеме, децата се дел од безбедносната сондажа, но во секој случај она што сакам да го истакнам е дека за прв пат се случува Македонија да доживее и да добие дипломатски шамар од Вашингтон, да ја биде директно укажано на владата дека еден кандидат за амбасадор го сметаат за неподобен. Тоа е лош знак за македонската дипломатија. И второ, сега слушам дека ќе се оди на алтернатива, како што шпекулираше
премиерот Заев, дека Фрчковски може би ќе го номинираат за амбасадор во Обединети нации, затоа што кога ве номинираат во меѓународна организација, таму не треба агреман. Нема Таму се безбедносна проверка. Нема безбедносна проверка, се оди со обична нотификација. Но моје мислење е дека Фрчковски не би бил подобен ниту за Обединети нации. Зошто? Затоа што во Обединетите нации ви имате 5 постојани земји членки на Советот за безбедност, а тоа се Америка, Кина, Русија, Франција и Велика Британија. И ако Соединетите американски држави кажат дека тој за нив е неподобен, тогаш и во Обединетите нации таков амбасадор не би бил употреблив. И затоа сметам дека доколку одат на таков предлог и инсистираат да му се одолжат, Заев да му се одолжен Фрчковски ако има некаков личен долг, како председател на Комисијата за надворешна политика ќе вложам напори колку во рамките на моите овластувања и надлежности во Комисијата за надворешна политика тој предлог да не го помине тестот на Комисијата за надворешна политика. Е жално ова што се случува. Господинот Фрчковски себе си јавно си има наречен уставотворец и македонскиот Томас Џеферсон. Навистина тажна судбина е ова за македонскиот Томас Џеферсон. За таткото на Томас Џеферсон е татко на Америка, Фрчковски себе си така се доживува, дека тој бил македонскиот Томас Џеферсон. Ви го цитирам во една негова јавна изјава во медиум, во дебатна емисија. Знаете како, пофалбите кога доаѓаат од човек кој што самиот се фали, не се според мене добра одлика за таа личност. Така што ова со сигналот од Вашингтон најдобро збори за квалитетот и подобност на Фрчковски. Многу други министри, меѓу кои Бојан Маричик, да не заборавиме, исто така не добија НАТО сертификати. Оливер Спасовски не доби НАТО сертификат. Сметам дека тоа е... Зошто никој од нив, значи, зборуваме плејада на министри, плејада на високи функционери, се практично оквалификувани како неповолни од страна на НАТО, како луѓе кои се сумнително безбедносна Да. Знаете како НАТО структурата најмногу е заинтересирана за доверливоста при споделувањето на важни безбедносни информации. Тоа значи мене никогаш не би ми дале сертификат. Тоа значи дека кога НАТО ќе одлучи дека некој министер не треба да добие безбедносен сертификат, тоа значи дека тие имаат основ зошто се сомневаат дека таквата личност, министер или функционер, може небезбедно и несигурно да располага со таа важна безбедносна информација, но во секој случај тоа е еден безбедносен ветинг, би рекол принуден, од страна на НАТО структурите кон земјата која што е членка, како што е Македонија нова земја членка и се случи нели со неколку армиски офицери. Сметам дека во таков случај тие личности би требало тоа и самата влада да го смета за нивен хендикеп. Бидејќи доколку не добиете безбедносен сертификат од алијансата во која што сте станале член, треба да најдете владата треба да најде соодветна замена за луѓе кои што ќе можат да одговорат на функцијата на која што ја носат и да не бидат сомнителни при споделувањето на информација. Пристигна соопштение од СДСМ ова утро, се обидувам да го отворам, каде што велат ВМРО ДПМН со измислени конструкции намерно го подкопува процесот за набавка на вакцини. ВМРО ДПМН продолжува со своето деструктивно и неодговорно делување и преку лаги и измислени конструкции се обидува да го девалвира здравствениот систем и да внесува страв и вознемиреност кај граѓаните. Ова го тврдат ова утро од Социјалдемократскиот сојуз, од каде додава дека ВМРО ДПМН е предводена од Мицкоски без докази, со лажни обвинувања за наводни провизии и нерегуларности, намерно го подкопува процесот за набавка на вакцини. До сега зборот подкопува едно 4 пати споменат, со што предизвикува директна штета за здравјето на граѓаните. И ова кованица е втор пат во 2 реда спомната.
Во набавката на кинеските вакцини нема ништо незаконски, владата ги користи сите механизми за набавка на вакцини од што е можно повеќе производители. Граѓаните знаат дека СДСМ и институциите што ги предводи вложуваат максимални напори за заштита на јавното здравје. А ВМРО ДПМН е прави обструкции, шири дезинформации и лажна загриженост за здравјето на граѓаните. Затоа ВМРО ДПМН 6 пати поред е казнета од граѓаните на избори и уште долго ќе остане во опозиција. Значи имаме, сега да направиме една анализа структурна. 1, 2, 3, 4, 5 пасуси. Имаме 5 пасуси во кои 4 од 5 пасуси се збори истото со дури и со истите фрази. Да. Само петиот пасус, цело соопштение го прочитавме, е различен, каде што ви дека 6 пати поред ве казниле граѓаните. Сите други 4 се идентични. Ова е соопштение кое што малку пиаровски да ги проанализираме. Ова е соопштение кое што одговара на еден хибриден режим. Значи во еден хибриден режим власта никогаш не е одговорна. Во еден хибриден режим за проблемите во здравството никогаш не е одговорен министерот за здравство. Се бара друг виновник. Во хибриден режим министерот за финансии, министерот за економија никогаш не се виновни за лошата економија. Се бара друг виновник. Во еден хибриден режим за корупцијата на генералниот секретар на владата никогаш не е виновен премиерот, се бара друг виновник. Во еден хибриден режим за бројот на жртви, за немање на вакцини, за можна соработка со фантом фирми, никогаш не е виновна државата, владата или министерот за здравство, туку се бара виновник во опозицијата. Тоа е показател дека во оваа држава нешто не е во ред. И затоа сметам дека ваквото однесување на СДСМ е во спротивност со она што граѓаните го доживуваат секојдневно. Вие, ако појдете во било која болница, во Кавадарци, во Велес, во Прилеп, во инфективна во Скопје, на торакална, на неврохирургија, на нефрологија и така натаму, вие ќе видите луѓе кои што се соочуваат со секојдневни проблеми. И за нив одговорноста лежи во моментот во раководното лице, во директорот, во министерот, во премиерот. Состојбата во државата е одговорност на државните институции и оние кои што ги раководат, а не се способни да се носат со проблемите. Лошевски, пред самиот крај, го гледаме ова ништо поминуваат угостителите, односно оние кои организираат свадби, организирани настани, веќе година дена не можат да работат, во исто време исплаќаат кредити, исплаќаат плати, власта не им помага и се повеќе им забранува, нели, да заработуваат за живот да. и со леп. Тие не можат да ја најдат причината зошто е ова вака, кога може да работи на кафеана или еден кафич со разбиени маси, зошто не еден огромен објект, и дури велат дека е можно намерно некој да сака да им ги сруши бизнисите затоа што се ултра профитабилни. Вие од една свадба имате фирмата има минимум 1000 евра, 1500-2000 евра чисти пари и дека некој намерно сака да им го сруши бизнисот за да може потоа да им го преземе. Според мене има многу контрадикторности во самите мерки кои што се предлагаат. Прво, она што го споменавте вие. Вика, до 21 часот вирусот не се шири, од 22 часот заклучете се дома, вирусот се шири. Тоа е навистина нелогична мерка. Втората нелогична мерка, ако мене ми дозволувате како ресторан или кафуле да работам со добар капацитет во текот на денот, зошто тогаш вам не би ви дозволиле да го направите тоа за викенд со некоја друга церемонија на истиот начин. Или забранувате за сите, или истите мерки треба да важат за сите. И на крајот, она што е загрижувачки и го гледам во градот, во автобусите на ЈСП има поголема гужва отколку на било кое друго место, што значи дека вие не сте способни да го изменаџирате јавниот превоз и тука создавате големи ризици за луѓето кои што се превезуваат, а од друга страна
поставувате кочници на одредени стопански субјекти да делуваат на некој начин според пропишани норми. Затоа, мојата проценка е дека за ваквото хаотично, за ваквото нелогично дејствување во ова време на пандемија, одговорноста лежи кај власта која што не е способна, но за жал, според мене, мислам дека на власта на некој начин и одговара продолжувањето на ова агонија во пандемијата. Затоа што кога има ваква пандемија, полесно се шири стравот меѓу луѓето, полесно се превземаат некои матни сделки, се прават или се бркаат провизии или се носат некои мерки, но на крајот од краиштата, пак ќе кажам, оваа година очекувам заради неспособноста на власта највисоката цена да ја платат за жал граѓаните со сопственото здравје и можеби зголемување на бројот на жртви и да ја плати економијата со дополнително оптоварување. Вчера бевме во посета на Штип. Во Штип се зголемува бројот на заразени луѓе за жал и енормно се зголемува бројот на нови невработени лица во општина Штип. Има нови 6000 невработени лица. Тоа е голем притисок за секое семејство на кое што приходот му значи и рата. Текстилниот сектор е пред целосен крах, затоа што текстилниот сектор има се помалку нарачки, куповната моќ на странските држави е намалена и тоа значи дека оно што е произведено во Македонија па и е последно таму на изборот за да се купи и дека голем дел од текстилните компании ќе пропаднат. Ова може да создаде сериозен финансиски домино ефект и мислам дека во Македонија, особено оние во власта и во Народната банка кои се разбираат демек во финансии, многу слабо ги перцепираат овие работи. Рушењето на еден сектор по дефолт значи рушење на друг. Рушењето на друг сектор споени садови значи рушење на трет. А тоа соберено во количник може да значи финансиски крах на целата економија. Иако еве сега читам велат дека банките се стабилни, не знам колку се стабилни, на крај доколку се сруши една голема банка од македонските банки, што во овој момент можеби е далеку, но не е невозможно, тоа ќе значи сериозен потрес. Според мене тука има два, би рекол, лоши сигнали. Едниот лош сигнал е поврзан со политиката на владата која што во рок од 4 години менува тројца министри за финансии. Тоа значи дека таквата власт нема концепт за финансискиот и буџетски развој на државата и за буџетското планирање. И вториот лош сигнал е тоа што власта им забрани на банките да распределуваат добивка и дивиденди на нивните собственици или акционери. Ваквата забрана може да биде протолкувана како загриженост за солвентноста и ликвидноста на некои банки. И која е пораката до обичниот човек или до некое правно лице или стопански субјект кој што е клиент на одредена банка, некој може оправдано да смета дека неговите средства во таа банка може би е подобро да се ги чува дома или на друго место отколку банка, ако власта на банките им забранува да делат добивка и дивиденда. Така што ваквиот сигнал мене навистина многу ме загрижува и затоа сметам дека оваа година економски ќе биде прилично тешка. Милошевски, ви благодарам за вашето гостување во овој утрински подкаст. 9 часот и 17 минути. Повеќе од 1 час разговараме на актуелните теми кои се тотално различни од вашето претходно гостување во ова радио. Гледате колку брзо владата прави грешки, па за 2 месеци ние имаме целосно нови теми за кои можеме да говориме. Вие гостувавте во Филибастер во една друга емисија овде. Па има, јас за власта може да се каже дека ако во нешто се продуктивни како владата е продуктивна во хиперпродукција на нови афери и скандали. Човек во рок од 1 месец има толку афери што ги заборава оние скандали кои што се случиле пред 3 месеци. Но како и да е, состојбата не е добра за жал. Благодарам за поканата и поздрав до вашите слушатели. Собраните дела на Владимир Илич Ленин веројатно ќе станат многу малку по обем во однос на скандалите на нашата
влада доколку ги собереме. Тие на времето се продавале на метро, така што ние можеби доколку некој седне и издаде книга за се што глупости имаат направено само во овие 4 години, ќе излезе една навистина дебела книга. Почитувани слушатели, 12 март 2021 година, продукција Радио Лидер, јас сум Љупчо Златев, главен и одговорен уредник на радиото. Техничката реализација ова утро е на Јане Јанков и нормално под палката на Горан Лазаровски. Останете со нашата програма, следува одлична музика, а нормално за сите информации читајте lider.com.mk кој наскоро ќе добие нов и прекрасен дизајн.